Благодарам почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија. Овде сме повторно за заем, гаранција на Република Македонија за кредит со кој треба да се ревитализираат хидроцентралите во Република Македонија. Станува збор за кредит помеѓу КФ банката и АД Електрани на Република Македонија. Целиот проект е замислен да се потрошат 36,2 милиона евра за ревитализација на хидроцентралите, а со овој кредит се предвидува 25 милиона евра. Кредитот нормално треба да се искористи за ревитализација, односно подобрување на перформансите на хидроенергетскиот систем на Македонија, што во суштина и добра работа, ќе ви кажам зошто. Затоа што владата нема концепт, а една од најбитните работи е да инвестираме во хидропотенцијалот. Според Министерство за финансии задолжени сме 8,5 милиарди евра и тоа се огромни пари, меѓутоа нели некогаш треба да се задолжи човек за нешто што е добро. Меѓутоа генерално Македонија се задолжува за непродуктивни работи, односно нефункционални кредити. Доколку ја погледнеме стратегијата која оваа влада ја изработи за енергетиката, ќе видите една многу интересна бројка, односно таму има 3 сценарија според кои државата во најоптимистичко сценарио ќе троши 1 милиарда евра, внимавајте, вложување во енергетскиот сектор за да направиме енергетска транзиција и да го стабилизираме нашиот енергетски систем. Според најнеоптимистичното сценарио, Македонија треба да вложува 0,5 милиарди 500 милиона евра годишно, доколку сакаме да ги добиеме тие перформанси кои се во стратегијата. Владата изработи таа стратегија, ништо од тоа нема. Ова што сега го правиме, иако е задолжување, иако ние ќе го изгласаме, е само капка во морето. Ова е само 2% од оптимистичкото сценарио. Значи, државата воопшто не инвестира во обновливи извори на енергија, во енергетска транзиција, не инвестира во тоа што сме се обврзали пред Европската Унија. Наспроти тоа имаме хаос. Тој хаос го генерира токму оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ. Секој ден, вие по медиумите, почитувани граѓани, ќе се наслушате на пиар. Многу сме успешни. Фалби, манипулации, големи достигнувања во енергетскиот сектор, финансирање на сметки, помош ваму, помош онаму. Реалноста е нешто сосема друго. Реалноста на крај ќе ја прочитаме во едно соопштение. Овие денови Република Македонија повторно крадеше струја од Европската Унија. Крадеше струја од дистрибутивниот систем на Европската Унија. Толку сме добри, замислете, почитувани граѓани, што крадеме струја и се понашаме како Рачиново во Македонија, ние така се понашаме во Европа, крадеме струја од далноводите. Толку не бива во енергетиката. Зашто е оваа состојба, односно зашто реално не бива и покрај пиарот на СДСМ, кој реално сака да представи големи успеси. Ке се наслушате дека денес сме произведеле најмногу енергија, меѓутоа од кој репер, од кој број? СДСМ го достигна дното на производство на домашна енергија. Произведовме минимални 3000 до 3500 гигават часови годишно, што е незамисливо за нашиот енергетски систем. Сме произведувале 7,5-8 илјади гигават часови. И сега од тоа дно, кој ќе малку почнете да работите, вие викате дека произведуваме најмногу. Од што најмногу? Од најмалкото, од дното. И тоа го представувате како успех. Тоа не е успех, почитувани пратеници. Понатаму, работат сите капацитети во државата. Да, работат со преплатен јаглен, кој е увезен, и со дизел, кој е преплатен. Се трошат народни пари, се трошат буџетски пари за вакви сировини и покрај тоа, што владата ќе каже дека имаме нови откривки на јаглен и дека инвестираат во нов рудник за јаглен. Нити откривките се адекватни, нити има реално вложување во новиот рудник за јаглен.
нити го прифативте нашиот амандман да инвестираме средства за да си ги задоволиме собствените капацитети на термоцентралите со собствен домашен јаглен. Зашто тоа не се прави? Многу е јасно. Некој профитира, некој зима големи провизии за увоз на јаглен. Тоа е проблемот, тоа е дефектот на оваа влада. Затоа што ги интересира само криминал, корупција, мито и провизија. Понатаму, ќе се наслушате, Македонија вложува во обновливи извори на енергија. Инвестиравме во Осломе, инвестиравме во Битола, не знам каде. Меѓутоа, кога ќе испоредите бројките, колку се реални тие инвестиции, тоа е капка во морето. 10 мегавати во Осломе и 20 мегавати во Битола. Дури и Осломе се запали трафостаницата на пуштањето на соларната фарма. Катастрофа. Невидена брука, незапамнена во историјата на Европа. Точно е. Дел од граѓаните, дел од фирмите инвестираат во обновливи извори на енергија, во соларни фарми, во фарми за ветер, за производство на електрична енергија. Меѓутоа, овие денови, нешто така бегло помина низ медиумите. Јавно кажуваат од СМ, јавно кажува Бесимовски, немаме капацитети ние домашни за овие обновливи извори на енергија. Ке ни падне системот, ке ни падне дистрибутивната мрежа. Не сме инвестирале во дистрибутивната мрежа. Не знаеме што да правиме со таа енергија. Затоа што таа се јавува во пикови, нема како да се пегла таа енергија. И наместо владата да се насочи во решењето кое представува хидропотенцијалот, тоа не се случува. Повторно замајување на јавноста со разни глупости. Владата ќе се изнафали дека готово да сме завршили со гасификацијата во државата. Гасоводот стигнал до Битола. Според таа теорија, со гасовод единствено не е поврзан Охрид и Радовиш. За жал, градот од кој доаѓам. Меѓутоа, реално, во пракса, газ користи само Куманово и индустријата во Скопје. Никој друг не користи газ. Зошто? Зошто се тогаш тие фалби дека гасоводот е пробиен, дека е завршена приказната до Гостивар, до Битола? Каде е газот да го користиме? Нема никакво инвестирање нити во секундарна мрежа, нити во реални постројки кои ќе го сето тоа менаџираат, нити во фирма која тоа може да го менаџира. Само куп на лаги, куп на невистини, куп на демагогија, маркетинг, кој треба некој да го голтне. Народот не може да го голтне, затоа што сметките за струја се повисоки од кога и да се. Затоа што државата истроши многу пари за да го менаџира ова незнаење и ова неработење. Многу пари за да набави јаглен и нафта, многу пари за да купиме скапа струја, за да крадеме струја која пате мораме да ја платиме во енергетскиот систем на Европа, за на крај повторно да слушаме произведуваме вишоци и продаваме најевтино во Европа. Како е тоа можно? Како е можно да набавуваме газ кога газот паѓа и добива веќе прифатливи цени, ние имаме фиксна цена со новиот снабдувач на газ, највисока во Европа плаќаме во моментот. Затоа не ве бива во енергетиката. Затоа се овие кредити, затоа што не ве бива и не вложувате таму каде што треба. Ке ви кажам, многу пати сум кажал, решење на проблемот е инвестиции во хидропотенцијалите и во гасоводот. Каде е Чебрене? Се изнаслушавме на приказни, не знаат како да ја здиплат обландата, дека ќе им го подареме Чебрене на грците и Мираски и го дадеме Тиквеш. Брука невидена, незапамнена во историјата на енергетиката. Аманте бре луѓе, доста со тај криминал. Катастрофа е секторот, катастрофа е државата, се изнатрошавте пари, се изнакрадовте. И затоа не бива. Благодарам.